Во ова интервју мој гостин е Борче Стамов од иницијативниот одбор за свикување на вонреден конгрес на ВМРО-ДПМН. Разговараме на оваа тема на неколку прашања. Ова е актуелното и горливо прашање деновиве во јавноста. Најпрвин, сакам да ве прашам дали информацијата која што беше последна дека најавениот ваш вонреден конгрес за 28 март останува и како тоа ќе се одвива? Да, секако дека останува. Пред само 2 дена ние испративме соопштение, информиравме јавноста дека вонредниот конгрес за кој повеќе месеци наназад работевме на собирање на потписи на доволен број на делегати е закажан за 28 март и во наредниот период ќе имаме низа активности во кои ќе се промовира одржувањето на тој конгрес. Паралелно со, да кажам, неколку месеци после вонредниот конгрес следува редовниот конгрес кој што треба да се одржи чинам во декември по последниот 16-ти конгрес во Валандово кога беше избран Мицкоски. Паралелно ќе има 2 конгреси. Да не ја збуниме јавноста. Да, веднаш по нашата најава за закажување на вонреден конгрес следеше една, би рекол, панична реакција на раководството, односно на Христијан Мисоцки да закаже редовен конгрес. Меѓутоа, верувам дека нема да има потреба од одржување на тој конгрес во ноември, затоа што после одржувањето на вонредниот конгрес, после дискутирањето на тој конгрес, на проблемите, гласањето на доверба, барањето на отчет и така натаму, она што го планираме да се случува на 28, мислам дека нема да има потреба од одржување на нов конгрес и сметам дека партијата после 28 март ќе тргне со една нова енергија за подобро позиционирање, да подобро да се подготви, да го обедини членството и да настапи подготвена на следните локални избори. Сигурно сте свесни дека Мицкоски нема толку лесно да ја даде лидерската позиција. Како планирате тоа да го направите? Колку делегати имате обезбедено, еве да кажам, кои што би дале поддршка на овој иницијативен одбор и дали е тоа доволно за смена на лидерот кој што веќе 4 години е за Белата палата? За одржување на вонреден конгрес е потребно, односно конгресот да заседава и да одлучува, потребно е 2/3 од вкупниот број на делегати да присуствуваат и да учествуваат во работа. Она што го кажав на почетокот и го имаме тој број од 2/3 на делегати од последниот. Па не ја знам точната бројка, некаде бидејќи лично и не учествувам во тој дел на собирање на потписи и така натаму, меѓутоа од вкупниот број 511 делегати колку што биле на последниот, постигната е бројката од 2/3, меѓутоа и она од кога конгресот беше најавен, односно од кога информиравме, има и други делегати кои пристапуваат и кои даваат поддршка по објавувањето, така што верувам дека тој ќе биде успешен. Она што се како реакција го имаме од раководството дека конгресот е нелегитимен или нема мандат за заседавање, мислам дека многу добро знаат дека е легитимен, имаат мандат делегатите на тој конгрес и имаат сосема легитимно право да заседаваат на 28 март. Тие се повикаа дека е испротивен на статутот на партијата. Можете ли да ни кажете на што конкретно се повикуваат, зошто е спротивно? Токму Милошовски имаше една изјава, кажа дека вонредниот конгрес ќе биде нелегитимен, тие нема да го признаат и дека е спротивен на новиот статут на партијата, претпоставувам. Не знам. Знаете на што алудираат? Не, навистина не знам, еве кажете ми вие што е нелегитимно во тоа да се бара отчет. Па може, ако ја следиме политичка сцена, секојдневно и Мицкоски бара отчет од Заев за нереализирани ветувања и така натаму и тоа одлика на ВМРО, на сегашното раководство на ВМРО на председателот на Мицкоски за имање на двојни стандарди треба да престане. Не може ти да имаш двојни стандарди, еден стандард која се однесува на прашање на државата, а други стандарди која се однесуваат на политичките прашања внатре во партијата. Конгресот е највисок орган на партијата.
и тој, доколку според статутот има 2/3 од делегатите на тој состанок, имаат полно право да заседаваат и да одлучуваат. Ако сакате повеќе согласно член 29 од статутот, па и од новиот статут на ВМРО ДПМН. Заради од кој член они спорат што не би било легитимно? Кажавте дека 2/3 е исполнето. Јас не знам зошто и не можам ниту да разберам зошто се спори одржување на конгрес на кој се бара отчет. А ние легитимитет од формално правен аспект го црпиме од член 29 во кој е наведено дека Конгресот е највисок орган на партијата, Конгресот може да биде редовен или вонреден и Конгресот може да заседава ако на него имаат присутни 2/3 од вкупниот број делегати. Дали имате веќе планирано каде би се одржал Конгресот и евентуално дали имате поддршка од раководството кое што стои зад Мицкоски? Изминативе месеци многу се работеше на собирање на делегати, на собирање поддршка, на дискутирање на состојбите во ВМРО ДПМН и имаше разговори буквално со сите наши сопартијци, бидејќи ние сме работеле во минатото долг период заедно, пријатели сме, сопартијци и се знаеме и разговараме. Се разбира дека има комуникација и со одредени членови на раководството, актуелното раководство. И се дискутира, бидејќи заедничка цел и на иницијативниот одбор, меѓутоа и на дел од раководството на Христијан Мицкоски е успех на ВМРО ДПМН. Она што нас не обединува е политичката цел за која се залага ВМРО ДПМН. Во однос на прашањето дали каде ќе се одржува, се уште траат подготовките. Ние набрзо ќе имаме и промоција на слоганот на материјалите за конгрес ќе почне формирањето на работните тела и во многу кус период мислам дека ќе се знае, бидејќи се наоѓаме во една таква ситуација во која има и препораки, мерки кои треба да се запазат, така да се разбира во каде ќе има услови, таму ќе се одржи, меѓутоа одлучено е тоа да биде во Скопје, 17-тиот вонреден конгрес. Прашањето ми беше дали дел од делегатите кои што стојат зад Мицкоски би можеле да дојдат на тој вонреден конгрес. Дали очекувате такво нешто како најава и како разговори дали имате? Делегатите на Конгресот кои ќе присуствуваат на 28 март се истите делегати кои го избра Мицкоски за председател. Односно истите делегати кои му ја дадоа довербата тој да ја води партијата, затоа што искрено веруваа во него. И јас не можам да разберам како зошто се бега од давање отчет, зошто да не заседава највисокиот орган на партијата, зошто да не дискутираме каде се движи партијата или што се случувало во изминатите 3 години како Мицкоски ја раководи со партијата. Можеби Мицкоски има објективни причини за поразите или неуспесите кои се случуваа во партијата. Можеби пак Мицкоски смета дека партијата победувала изминативе години. Да, токму тоа го велеше тој дека е апсолутен победник на последните избори, меѓутоа не формираше. Има многу разногласија. Тогаш имаме, доколку, например, голем дел од делегатите и членовите на партијата сметат дека партијата реди неуспеси, имаме други начело со председателот Мицкоски смета дека партијата победува. Значи тука имаме сериозен проблем во гледањето на резултатите на партијата. И за тоа е потребно да се седне и да се разговара на највисокиот орган на партијата и не можам да разберам зошто Мицкоски бега од соочување и давање отчет токму со луѓето кои пред 3 години или нешто повеќе од 3 години му ја дадоа довербата и го избра за председател на ВМРО ДПМН. Актуелното раководство најави доколку всушност вие најавивте дека доколку актуелното раководство не го уважи, односно не го прифати резултатот од овој вонреден конгрес, дека вие ќе ги барате своите права по судски пат. Што значи тоа? Не сум сигурен дека имало таква најава. Дека ќе одите до крај. Добро. Во однос на прашањето може да се одговори
судски пат. Како да кажам, секој оној што го сака ВМРО-ДПМН и секој оној на кој партијските интереси му се пред личните интереси не сака таква разврска. Јас навистина лично не верувам дека ќе се стигне до таква разврска и судска разврска на еден таков спор не носи добро за партијата. Нема потреба судот да решава кој ќе биде председател на ВМРО-ДПМН. Затоа одлучуваат органите на партијата, членовите или, ако сакате во конкретниот случај, Конгресот. Доколку на вонредниот Конгрес на 28 март биде побарано биде изгласено недоверба на председателот Мицкоски, доколку делегатите кои го избра и кои му го дадоа легитимитетот да ја води партијата се му изгласат недоверба, мислам дека таа одлука треба да се прифати, треба да надвладее разумот и тоа да биде крај. И заедно да продолжиме понатаму во политичките борби кои ќе не очекуваат во наредниот период. Кај нас имаме една таква пракса политичката борба да се представува на борба за живот или смрт. Не, функциите доаѓаат и си одат. Сепак Мицкоски, доколку му биде изгласена недоверба, тој ја водеше партијата во еден исклучителен тежок период, треба да му се заблагодариме, треба тој да се заблагодари на довербата на тие делегати за тоа што го избрале и заедно да продолжиме понатаму. Таква разврска, судска разврска на еден таков спор не и носи добро на партијата. Така, вие кажавте дека на вонредниот конгрес ќе се гласа за довербата. Тоа е една од главниот фокус. Барање отчет и гласање на доверба на актуелниот председател. Меѓутоа ќе имате и предлози за кој би бил можниот председател на партијата, кој би ја повел на челото на Мицкоски. Може ли околу тој дел малку повеќе да ни објасните? Да, во соопштението во кој го најавивме, односно се закажа во редниот конгрес, исто така се информираше оние кои имаат желба, амбиција и политички концепт за да се кандидираат за председател на ВМРО, тоа да го истакнат. Меѓутоа, главниот фокус на вонредниот конгрес ќе биде отчет за раководењето на партијата во изминатиот период и гласање на доверба на актуелниот председател. Исто така, имаме сериозна дебата помеѓу делегатите, меѓутоа и повеќе и помеѓу сите членови, повеќе групи од ВМРО-ДПМН, дали овој начин на избор на нов председател на ВМРО-ДПМН не е застарен модел. Сакаме на тој вонреден конгрес да отвориме една широка дебата во однос и на кандидатите, какви треба да бидат кандидатите, односно што бараме како личност или да поседува или да понуди како нов председател, да понуди нов програмски концепт. Меѓутоа, имаме голем број на делегати кои сметаат дека треба да го следиме демократскиот тренд, па да видиме, да разговараме дали не треба во иднина лидерот на партијата да се бира и на непосредни избори помеѓу членството. Знаете, ВМРО-ДПМН од секогаш бил партија на македонската политичка сцена која била лидер, односно водилка во оние демократски реформи. Сега ние од една страна имаме социјалдемократскиот сојуз кој покажа и се реформира и покажа можност дека демократски капацитет да бират лидер на непосредни избори, зошто и ние нешто такво да не направиме. Сакам да кажам дека на тој конгрес потребно е да се отвори широка дебата и за председател иден, програмски концепт, меѓутоа и за реформирање на партијата. Дали можеби имате име кое што би можело да го замени Мицкоски? Имате ли некој свој фаворит? Ако ме прашувате лично, мој личен фаворит, јас немам. Многу за мене лично, па и за
тука можем да кажем и за останатиот дел од иницијативата, многу е поважно во кој правец ќе се движи партијата, програмскиот концепт на партијата, реформирањето на партијата, отколку личноста која ќе биде нов председател на личноста ВМРО. треба и да ја поведе и да ја обедини партијата, како што кажавте. Тоа ќе биде цел. Тоа е една од главните цели на тој конгрес и она на што работиме ние. Кој е тој човек во ВМРО ДПМН што има вакви капацитети? Има ли вакви? Се разбира дека има. Да една партија која нижеше 10-11 победи, не знам колку точно беа наред, која беше на власт повеќе од 10-11 години, да се сведеме и да речеме дека немаме кандидат за председател, немаме личност околу која може да се обединиме, е поразително. Затоа сметаме дека имаме капацитет, односно членовите на ВМРО ДПМН имаат капацитет и за лидер, меѓутоа и да изберат лидер. Конкретно околу личноста, мислам дека самиот процес на таа отворена широка дебата и на конгрес и пред конгресот, меѓутоа можна сите опции се отворени и после конгрес да се донесат одлуки, дека таа дебата ќе го, ајде да кажам, роди идниот лидер. Ке следуваат и локални избори на есен. Дали сметате дека ВМРО ДПМН ќе има капацитет и можност да победи на овие избори, на кој начин? Доколку успее конгресот на 28 и доколку она што е наша цел, обединување на членството на ВМРО ДПМН настане после конгресот, доколку таа дебата, односно таа дебата донесе една нова енергија, зашто верувам дека ќе дојде, има ВМРО ДПМН многу сериозни шанси, сериозно да се наметне за победа на следните локални избори. Ви благодарам на разговорот и ви посакувам успех. Благодарам. Заврши 20-минутното интервју со Борче Стамов од иницијативниот одбор за свикување вонреден конгрес на ВМРО ДПМН. Ви благодарам.